Од полнок веќе се е јасно. Тоа беше крајниот рок за поднесување на имињата на кандидатите, со што и заврши тактизирањето на партиите за неколку стратешки општини. Но крајниот рок за поднесување на листите ги открива и договорите и коалицирањата, јавни и премолчени, како чекорот на ДОИ да нема кандидат за Скопски татко, додека СДСМ се откажува од Чаир. Од претходно е познато за договорот меѓу БЕСА и Алијанса на албанците за поддршка во евентуалниот втор круг. Ако се има предвид и што се случуваше за време на политичката криза изминатите години, но и тенкото парламентарно мнозинство врз кое се темели власта, неминовно е дека овие локални избори ќе бидат лакмус тест кон што ќе се движи Република Македонија. За подсетување, редовниот термин за овие локални избори мина во март годинава. Потешкиот постизборен период низ кој мина Република Македонија до формирање на новата извршна власт, а што во еден момент ја закочи и работата на локалните власти, партиите го прифатија 15 октомври како нова дата за локални избори. Сега никој со сигурност не може да каже дека не се можни драстични промени, првенствено дали ќе има промени на политичката карта на државата по општините, односно дали актуелната опозиција се уште ја ужива огромната поддршка од минатите избори. Ваквите екстреми со сигурна победа на едната или другата политичка опција, како што опишуваат политиколозите, ја отвораат играта. Во случај да се потврди големата поддршка на ВМРО ДПМН од минатите локални избори, тогаш се создава огромен притисок за нови парламентарни избори, но ист притисок, но овој пат од власта, би се создал доколку СДСМ оствари значајна предност пред ВМРО ДПМН во насока да се оди на нови избори со кои би ја зацрснала власта. Од тука не се за изненадување пораките за значењата на овие избори кои партиските лидери ги упатија до граѓаните. Зоран Заев во видеопораката за 15 септември, Меѓународниот ден на демократијата, повика дека секој глас е важен. Ја одбранивме демократијата во Македонија. Македонија е слободна. Продолжуваме во остварување на непосредната демократија, порача Заев, кој пред непол месец оцени дека неговите социјалдемократи се фаворити за, како вели, почнатиот процес на реформи, кој што ќе продолжи и на локално ниво. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски пак вчера при потпишување на коалициската декларација потенцираше дека овие локални избори не се само обични избори за градоначалници и локални совети, туку ова се избори за Македонија. Во минатиот период владата покажа неспособност да се справува со проблемите на граѓаните. Погледнете ги штетите во само 3 месеци. Падна економијата, индустриското производство, падна просечните плати, растот на трошоците за животот и цените на производите, кампања против инвеститори и хаос во секој ресор на нивното работење. Тоа е одраз не само на нивното незнаење, туку и на нивната катастрофална кадровска политика. Сега гледаме дека истото го прават и во пресред на локалните избори. Денес одлучно застануваме заеднички за на граѓаните да им ја понудиме најдобрата кадровска и програмска понуда. Она што не обединува македонци, албанци, турци, срби, роми, власи, бошњаци и сите останати е потребата за напредок. Нашата понуда, посветеност, одговорност и знаење ќе бидат најдобриот одговор на хаосот и неизвестноста која СДС ја предизвика, рече Груевски. Сепак најлош момент кој може да го донесат овие избори е повторно изедначено вреднување на политиките на двете политички опции, на власта и на опозицијата, исто како на парламентарните избори.